Neraботењето на Добрава и Тораница државата ја чинат милиони евра. Ова е заклучок по анализата на кварталниот извештај за производството на руда во Македонија, кој покажува загуби во производството на руда, а со тоа и на пари. Регистрирано е смалено производство за првите 3 месеца во споредба со минатата година за 10% во рудниците за метали, а како главна причина е неработењето на рудниците за олово и цинк од Тораница и од Злетово. Ова е сериозен удар врз рударството кое годинава се соочува со рекордно ниска цена на металите на светските берзи. Тон никел се продава за $9.500, олово-цинковата руда е со цена од $2.000, а бакарот е со цена пониска од $5.000 за тон. Поради ова, Асоцијацијата за рударство бара итно рестартирање на Доброво и Тораница, зашто секое одлагање можело лошо да се одрази и на самите рудници. Од причина што се работи за подземни копови кои со времето се нарушува редот во самите рудници, се обрушуваат површини и ќе биде многу потешко да се рестартираат. Каква е ситуацијата, бидејќи немаше присутен член од овие два рудника на Македонската асоцијација за рударство, не знаеме точно. Иако новиот концесионер на Доброво и Тораница, бугарски Минстрој, најави брзо рестартирање на рудниците и вадење на првата руда веќе во мај, очигледно дека домашниот и чаршискиот есап и овој пат не се поклопија. Минстрој е во фаза на вадење на дозвола за експлоатација без која не може да почне со работа. Очекувањата се дека до крајот на месецот ќе се завршат сите бирократски процедури, пошто и државата може да се надева на руда и околу 1000 рудари на работа.